љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. И го паметам тој период и тие денови со мирисот на симитчиња и симит погача, затоа што се породи во Чаир. Тој дел таму мириса на симитчиња, на гевречиња и тоа ме асоцира многу на на новородените бебиња. Добро вечер, почитувани. Отвораме нова корица и испишуваме нова приказна во Мама Визија. Овој пат протагонистка е една многу интересна личност, харизматична, ведра, еден градски скопски лик. Така ќе ја опишат многумина и верувам дека ќе биде на огромна радост на многумина од вас. Таа е поетеса, писателка, авторка на многу детски сликовници. Воедно ја препознавате и ја знаете од минатото и како една од основачите на астални проекции, како исто и како дел од иницијативата Ретвитни оброк, новинарка своевремено, значи моја колешка, и тоа токму во просториите на Слободен печат. Воедно, неодамна дознав дека е и професорка по македонски јазик на средношколци. Станува збор за писателката, поетеса Ана Голешка Џикова, но пред се во улога на мајка во Мама Визија, на моје огромно задоволство. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и фала ви на поканата. Уште еден сегмент имам од најавата, прашувајќи ги твоите пријатели, познајници, блиски луѓе, неколкумина кои што јас ги знам директно, те опишуваат како родена звезда, бидејќи си и пејачка, те знаеме и како добар вокалист, како дело од музичкиот состав Вистрекалезна маса, тоа го изостави во најавата, многу работи, многу работи и морам да цитирам една твоја пријателка, вели вака: Ана е прекрасна мајка на сите, со суштината на зборот, хранителка полна љубов. Кога Ана ќе те гушне, ќе ти поминат сите болки на светот. Ова го вели Снежана Стојчевска, ќе ја поздравиме. Ќе ја поздравиме, да. Фала на поканата, Бела, и уживам што сум овде, се надам дека ќе си разговараме и за мајчинството и за многу други работи. Да, овој пат ќе зборуваме за мајчинството на Ана, нешто што не сте го раскажувале и покрај тоа што сте често низ медиумскиот простор. Овој пат една лична приказна и како рековме, времето ќе го поделиме на времето пред Надја и по Надја. Точно, баш така. Времето пред Надја, време поминато само со себе, со сите настани околу мене, со живот кој што подразбира некакво самување или бидување во различни друштва, правење се и се што, меѓу другото и астални проекции, работа во најразлични средини и потоа се случува Надја. Меѓутоа, сваќам дека јас сум се променила, можеби, меѓутоа остануваат сите тие настани, сите тие случувања околу мене активни. Јас потоа практично ја пренесувам целата моја и заложба, и работа, и љубов кон Надја и со неа заедно ги правам и останатите работи. Така да може да се каже дека некоја поврзаност меѓу двете Ани пред и потоа има, меѓутоа јас сум сега со надградба, многу поголеми состојби, многу поголеми емоции, поголема и физички и секако, како што би рекла Снежана кој ќе те гушне, да, го имам веројатно тој ефект врз луѓето и мајчинството само по себе ме облагороди, ме омекна, ме извиши, ме промени, ме подобри, ме плаши за многу работи, ме потресува за одредени нешто, одредени прашања, меѓутоа во целина ме исполнува бескрајно, иако е некогаш баш она како напорна секојдневна борба со многу работи, со многу прашања, меѓутоа е единствено чувство на светот. Мислам дека на 31 година се реализирате 30, како на 30 години се реализирате како мајка. Ајде, како доаѓа моментот? Дали тоа беше плански, по брак, после една година брак? Беше многу интересно дека јас точно знам кога е зачната Надја. Тоа беше по премиерата на филмот Исцелител од Ѓорче режисерот. Со мојот сопруг бевме во врска, живеевме заедно. Јас веќе имав желба некако сето тоа да го заокружам, односно сакав да имам дете си, ја побарав од универзумот и таа се случи. Едноставно, 1 ноември
баш со мојот другар и колега Милош, ќе го спомнам, со кој што и работам денес, правевме една трибина, се викаше Визионирај. И јас ми доцнеше, меѓутоа заборавив на циклусот, заборавив на себе дека имав работа, викавме луѓе, тоа го правевме сосема волонтерски и спонтано и сваќам дека јас 3 недели веќе не ми доаѓа циклусот. И едно утро неделно му кажувам на мојот сопруг, викам ова треба да видиме што се случува и се случува што? Тестот позитивен, имаме бебе. Каква бременост имавте? Какви беа тие 9 месеци од вашиот Многу живот? спокојни, многу мирни. Јас тогаш работев на еден проект во училиште средно. Работев во проект поврзан со храна и со заштеда на храна. Одев бремена на предавањата кај децата, со нив соработував. Ми беше се многу мирно. Бебето си растеше, се беше супер, многу бев подвижна, на свадбата играв пајдушко, иако мојот гинеколог ми рече, внимавај, молам, на се што правиш, иако 30 така, некоја, да речам, окей, возраст не е толку страшна. Навистина 9 месеци исполнети со блаженство, со мир, со многу така, некоја убава енергија во себе, затоа што беше навистина сакана Надја и сакана бременост, да. И кога се роди, одеднаш се менува. А какви беа вашите размислувања додека бевте бремена? На кој начин се подготвувавте како мајка, за да станете мајка? Да, не читав ништо, никаква посебна литература, се водев од некој внатрешен компас на дека ќе следува некоја тотална промена и телесна и умствена, дека треба да бидам подготвена на многу работи од типот на што ќе правам после тоа, бидејќи немав официјално вработување, бев фриленсер и работев некои проекти. И моментот најмногу кој што мене лично и сега уште ми е како прашање, колку јас ќе се променам и колку тоа се ќе влијае врз нели понатамошниот развој и комуникација со детето, меѓутоа некако тоа се природно си дојде. Мислам дека сум била спремна од секогаш да бидам мајка, тоа сум си го чувствувала и сум сакала да се случи. И така што не сум имала некои посебни подготовки, но сум имала интуитивна желба дека тоа ќе се случи и дека ќе ми биде навистина и убаво и забавно, и така и е. А имавте желба дали сакате девојче, момче? Девојче, да, знаев дека ќе биде девојче. И тоа сакавте? Да, и се случи. И кога ме прашува Надја денес, мама ти како ме замислуваш, викам баш вака каква што си. Со таква коса, со тоа лице, со тој нос, буквално како замислена и остварена желба. Интересно, навистина интересно да ти се оствари тоа што силно го посакуваш. Интересно во бременоста, уште малце ќе се задржиме на оваа етапа од животот е тоа што тогаш кај вас се буди, да речеме, инспирацијата за детски стихови, изразување за деца, обраќање кон децата. Да. Јас од секогаш сум имала чувство дека со децата се разбирам многу поинако и поубаво, а не сум имала шанса секогаш тоа да го остварам. Меѓутоа имаше еден период во кој што имаше, тоа беше пред короната практично, 2019, 18, па и 17, кога почнаа многу да се пишуваат првично некакви текстови за деца. И јас со Билјана Црвенковска имав разговор за една моја стара песна која што јас ја работев и ја напишав, беше поврзана со станот во кој што живеевме со мојот сопруг, односно тоа беше зградата во која што живеевме. Јас интуитивно почнав да ја пишувам таа приказна и таа ми рече ова е супер за сликовница, дај да го претвориме во физички продукт. Тогаш и беше конкурсот на Министерство за култура и помина тоа. Јас во меѓувреме забременив. Практично тоа беше пред да се породам и пред да стана мајка, јас веќе имав Веселата зграда. Веселата зграда, да. И Веселата зграда е вистинска зграда која што е тука во градски парк. Луѓето внатре се, да. Ќе ви кажам некогаш да ја видите. Мислам тоа е најнормална зграда. Луѓето во неа се соседите и весели, да, кои што ги вметнав некако во приказната. И значи реални се и ликовите во приказната? Да, ликовите може да се поистоветуваат со оние ликови кои што се сега таму. Тоа се тетка Лиле, Љупчо, не знам, други некои луѓе кои што се надам се сега окей, ако ме гледаат, може и ќе се сетат на тој период. Буквално си го пренесов животот во таа сликовница и потоа се случи Надја.
Да, потоа се случува Надја и сега животот со Надја и самите споменавте дека е многу поразличен од да. Но пред да преминеме на тоа, сакам да позборуваме и за работилниците со деца. Да. И тоа го изоставив во најавата, многу работи, Ана, не можев се очигледно да запаметам, ама тоа е добро што има што да се зборува, Има што да се зборува. Работилниците со деца исто така ви го менуваат. Отприлика 7 години работите со нив. Да речеме исто пред да се случи Надја, го има веќе на неколку наврати направено тоа со работилниците и исто ме повлече. Мене која ми беше идејата и замислата дека можете да бидете одлична гостинка во Мама Визија, покрај тоа што сте нели првична мајка, но и тие работилници, тие пишувања за деца и начинот на кој што се представувате на социјалните медиуми, ми дава впечаток дека толку многу го разбирате тој детски свет. Во право ли сум? Да, мислам дека е тоа нешто што било во мене, но не сум му дозволувала секогаш да излезе. Односно, сум била преокупирана веројатно со другите состојби на умот, свеста и се што тече, меѓутоа кога се најдов себе си во ситуација дека треба да изменаџирам, да анимирам одредена група на деца, сватив дека тоа ми е со толкова леснотија, туку ми е уживање, децата тоа веднаш го прифаќаат, го гледаат, нема лажирање, нема суета. Буквално се соблекувате како возрастното тело го оставате и влегувате во детското тело, во детскиот свет. Тоа го приметуваат веднаш. Враќаат со многу љубов, враќаат со многу смеење, со многу сознанија и тогаш првпат имав чувство дека да, тоа е патот што треба да го терам и еве, веќе 8 година јас сум активна со работилници за деца. Надја сега има 7 години, е второ оделение. Колку тој свет и тие средби со тие дечиња или туги деца, непознати деца кои што ги запознавате, на рандом работилници, војни работилници сте имале низ годиниве, колку тоа ви помогна во мајчинството? Многу, во смисла дека секое дете има посебен карактер, секое дете има посебно расположение, секое дете е отворена книга во која што ти треба да оставиш и да запишеш одредени работи. Дали се тоа емотивни состојби, знаења, очекувања и гледајќи ја Надја како расте и овие деца со кои што и јас растам и тие сваќам колку многу е важно да се пренесе знаењето на еден начин кој што нив нема да им биде здодевен, а истовремено ќе им остави простор да бидат своји. Таа некоја комбинација на тие две методи би рекла, многу ми помагаат и за работата со Надја, затоа што некогаш лично кога си со сопственото дете во одреден разговор или кога нешто бараш од него, поради моментот дека нема баш не сум јас таков авторитет со неа, сосема поразлична сум кога сум со неа. Тука гледам колку е многу различно кога сум од едната страна, како учителка или предавачка или се едно во каква улога да сум, колку е поразлично кога си мајка и кога тоа треба да го пренесеш поинаку. Има доста предизвици, меѓутоа ми помага затоа што се согледувам и себе од различни страни. Дали треба да бидам малку построга, дали треба да кажам нешто поинаку, дали на поинаков начин. Меѓутоа љубовта е главниот двигател. Ако го сакаш тоа, ако ги сакаш тие деца, ја сакаш таа работа што ја правиш, тука нема да изостане успех во ниеден момент. На кој ден се породивте и како го паметите тој ден? Беше 19 јули. Мене ме примија речиси 2 дена предходно, затоа што имав некакви контракции, меѓутоа се беше многу тивко и мојата гинеколог, докторка, ми рече остани да видиме докаде ќе тера, ако случајно нешто се смени. Надја беше многу удобно за лулано бебе. Имав толку многу плодова вода што јас мора да ми провоцираат, значи природно се породив, меѓутоа мораше да има провокации. Толку многу вода имав што таа буквално не можела да натежне за да јас се породам. 2 дена беше таа цела, да ја наречам, битка, иако доста лесно помина целиот пораѓај. Памтам дека беше многу жешко затоа што беше јули. Јас тие, да речам, месец и пол, од јуни до јули, буквално цело време бев под набој, кога топло е, нормално, тежината, сето тоа си влијае. И го паметам тој период и тие денови со мирисот на симитчиња и симит погача, затоа што се породи во Чаир. Тој дел таму мириса на симитчиња, на гевречиња и тоа ме асоцира многу на новородените бебиња и на сите со другарки, со мајки со кои што бев тие 2 дена речиси во Чаир. Заминувате дома со бебе, сега почнува тој
таа трансформација на една жена, не само во физичка смисла на зборот, туку и во духовна и секоја смисла на зборот. Како ви помина првата година со Надија? Тоа бевте дома, предпоставувам? Бев дома, да. Првите 9 месеци секако, после тоа имав како слободен период, бидејќи работев на проекти, како што кажав, не бев обврзана да се враќам на работа. Многу убаво, многу првиот месец бевме збунети тотално со мојот сопруг, меѓутоа се договоривме меѓу нас дека нема да бараме од никого помош, туку ќе влеземе во приказната јас и тој. Тоа беше, мислам, дека една од клучните работи за да го пофатиме редот, да видиме докаде сме, тие први стравови, неспиења, нели, сето тоа што се следи со едно бебенце. Јас физички многу се променив, се ги чувствував рамењата, колковите, цело тело дека ми е друго, дека јас не сум истата Ана од претходно, прво тоа, второ доењето, процесот на ќе биде или не, па тегнала, не тегнала, па не спиеш. Значи, буквално тие чекори кои што вода до нели едно кревање на детето, сватив дека никој никогаш не ми кажал отворено и сурово и сирово колку е тешко во првите месец, 2-3 да дојдеш на себе, физички, да си го гледаш телото, стомакот променет, градите, подочници, косата паѓа, мирисот, значи се е толку интензивно, толку е ново, а многу малку се едуцираме, зборувам и во општеството, меѓутоа и како жени меѓу нас, со тоа што навистина значи таа промена. Не е само телесната, туку и нели хормоните, потоа доаѓаат и нели некои мисли, има и период на тој baby blues што го кажуваат, па има и постпородилна депресија, значи многу работи се поврзуваат. Беше предизвик, да, си го најдовме после некое време редот што се вели, живеевме тогаш во парк. Јас речиси секој втор ден бев со количка надвор. Јас сватив она темна страна на мајчинството, кога сте изолирани од сите, сте само вие со бебето, не ви зборуваат со сложени реченици, ве прашуваат само за бебето, никој не ве прашува вие како сте. И тоа многу го размислував, го пишував дури, имав едно време идеја да отворам некоја таква тема за мајчинството, потоа како не е мајката само нели таа што го раѓа, туку после таа и личност која што дополнително добива некаква нова верзија на себе и со многу мои другарки бев многу отворена, после тоа им кажував какво е чувството, гледав да не драматизирам, но и да бидам баш реална, да, затоа што многу е убаво и многу е тешко и треба и двете работи да се видат и да се избалансира. Ги споменавте другарките, колку со нив имавте, да речеме, другарки кои што се изреализирани како мајки пред вас, колку со нив споделувавте искуства со ваши блиски? Речиси со секоја жена со која што сум имала контакт близок, дали ми била познаничка, добра другарка, блиска, се сум споделувала и сите го имале речиси истиот одговор. Да, така е, Ана, и не се зборува за тоа, зошто не направиме, буквално како секоја да си ја трга сопствената мака, меѓутоа е многу добро да имате вие нели мајки околу вас, да може да го споделите тој во таа мака, да си помогнете со некој совет, иако за секоја жена е апсолутно единствено и уникатно искуството на бидување мајка за прв пат и сите тие работи што следат потоа, така што не можам да се пожалам дека сум била неинформирана, меѓутоа ми се чини дека кај нас во општеството малку се глорифицира моментот на бидување мајка, меѓутоа оние другите работи не се зборуваат, особено во поглед на ментално здравје, кое што мислам дека е клучно. И тука тоа баш ми беше како еден вид будење дека имам многу што да се зборува. А што мислите, еве, современата мајка во нашето општество овде во Македонија со какви предизвици најчесто се соочува? Еве, од вашето лично искуство, додека била Надја бебе, и од вашето обкружување на мајки кои што ги познавате? Многу е тешко во систем кој што нема баш некоја поддршка во смисла родителска, не мора да се само мајките, нека се и татковците. За во поглед на училиште, работно време, болести, недостаток на педиатри, недостаток на, не знам, сервиси за испомош. Не сите имаат баби дедовци, луѓе од натрешноста што живеат во Скопје немаат кој да им помогне. Тука има една многу невидлива тензија која што постои кај мајките, особено оние кои што се сами, оние кои што немаат помош од страна, да пробаат да бидат добри на работа, да бидат мајки за своите деца и истовремено да се
корисни членови на едно општество. Тоа се три луѓе практично. Да, буквално да. И таа логистика е невидлива, за многу жени е апсолутен товар. Јас имам среќа, ова го кажувам не само од позиција можеби на привилегија, меѓутоа еве да речеме дека би сакала да сум глас за жени кои што не можат тоа да си го дозволат, дека потребна е системска поддршка, меѓуженска поддршка би рекла, и поголема свесност за тоа дека навистина се бориме ние со многу секојдневни состојби, од немање превоз да не можеш да стигнеш да го земеш детето до, не знам, не дозволуваат пример на работа доцнење или боледување и слично работи кои што се поредилното отсуство кое што на пример може да значи дека не можеш да се вратиш повеќе на работа. Да бидеш на неопределено или да немаш нели решение за нели после тоа стануваш со дете и без работа. Мислам тоа се сериозни состојби кои што се кај нас реални. И еве отворено би рекла дека на тоа треба многу да се работи и гледано и системски, политички, како сакате да речете го, бидејќи нашиот глас на жените, на мајките кои што го живеат тоа, треба да биде слушна, тоа треба да се разговара, треба да се стигне до некаде. Истакне некако и треба ние меѓусебно најверојатно жените да се поддржуваме. Колку вие како автор, бидејќи авторите, па и авангардна личност сте, колку авангардата и вие како автор, како писател, би го отвориле, рековте дека сте запишувале нешто, до каде стигнаат тие записи, дали може би на тој начин ќе бидете... Да, би можела, не знам, тоа е веќе во некоја работна верзија, меѓутоа би можела ако се консултирам, да речам, со жени во тој свет, значи медицински лица, психолози, луѓе кои што работат, да речеме, со жени со постнатална депресија и слично, да се отвори прашањето и темата на жената мајка во наше општество. И да се стане некаков коректор од или коректор, уметнички агол, апсолутно да, затоа што имаме тенденција да си ги минимизираме тие работи, да не си го представуваме тоа што се случува, дека не е проблем, окей, ќе помине, не. Многу влија, јас нема да бидам мајка само сега кога и требам на дете. Треба да бидам нормална, здрава, права и кога таа ќе биде во средно, кога ќе биде, не знам, на факултет, да има пример на нели жена, мајка, не знам, здрава, во секоја смисла и секогаш доколку нели има нешто кое што и пречи да ја укажам зошто е тоа така, бидејќи јас сум пример за неа и како мајка и како жена. На кој начин ја растевте, Надија? Дали одевте по некакви шаблони, правила, примери можеби, трендови? На кој начин ја го растевте вашето дете? Би рекла и за тука интуитивно, затоа што растеше со многу игра, многу надвор ја шетавме, бидејќи живеевме тогаш во парк. Читање книги во секое време. Кога почнав и да работам, имаше жена која што ни доаѓаше на испомош, ја чуваше, Драгица, ја поздравувам, може и ќе ме види на телевизија. Баба, дедо, значи помош од страна на моите сестра ми исто така. Во однос на воспитувањето гледаме да е се во рамки на некаков отворен разговор, поставување граници. Многу инсистирам на времето да е поделено во смисла да се црта, да се чита, да се пишува, па да се гледа телевизија, значи да има искомбинирани работи, не можам се да ускратам, да, истовремено не можам па да форсирам само едно нешто. Не се сметам за совршен родител, нити па совршена мајка, правам јас грешки, знам да збеснам, знам да се налутам, но знам и да ја вклучам во работи во кои што забележувам дека некаква трага од мене има во неа, особено за пишување, цртање, работилници доаѓала со мене исто така. Го има тој ген, да, сака да пишува, сака да црта многу, сака да танцува, да пее, ама посрамежливо, не е како мене, не би излегла јавно, тоа исто гледам да ја го отворам, да и помогнам. И не сум имала некакви формули за, да речам, родителствување. А како велите дека Надија доаѓа со вас на работилници? Како таа реагира кога мама треба да ја подели со толкава група на деца? Во првите два наврати беше исплашена, се криеше позади завеса, плачеше, мислеше дека сум друга личност, затоа што јас навистина го менувам тонот, нели, разговарам со различни деца, има и малечки, па треба да му придеш, да го прашаш дали запиша, дали нацрта. Нормално, доза на љубомора, меѓутоа ме советуваа многу мои пријателки и мајки, нека доаѓа еднаш, два пати, три пати, за да се навикне дека мама тоа го работи. И така и беше. И сега последен пат кога реков сакаш да дојдеш, ме рече не. Играј си ти со децата, као демек што барам јас, као демек ме надраснала. Не ми е веќе интересно. Не ми е веќе интересно зашто помали се, 5 или 6, таа има 7 и сега 7 во незиниот свет. Веќе е девојченце. Каква е Надија? Како би ја опишале? Надија е едно кристално цветче, многу е деликатна, многу е нежност, многу е милост, многу е емпатична, многу е добро дете е.
Си има инает, си има пркос, што е супер. Гледам и тоа да го избалансираме. Не може да биде нели најмирната на свет. Па и не треба. Да, уметнички тип ќе биде, дефинитивно. Многу сака животни. Таа некоја желба за кога прашуваат што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, едно време цела време беше ветеринар, бидејќи имаме маче и тоа исто влијае веројатно на развојот, на односот со нели животинки. Има премногу, не знам, прашања за светот. Јас си ги пишувам тие статуси баш и кога се зборувавме за нели тоа што го правам и на интернет, на социјалните мрежи. Ги запишувам тие некои зборови неизини, некои неизини приказни, бидејќи многу ме потсетуваат на тоа што значи детството и што значело јас кога сум била дете. Моите, пример, приказни, мојата имагинација, како ја гледам сега низ неа, и тоа е едно неповторливо искуство. Кога најповеќе ве насмеала? Сигурно има бројни такви примери, но ете, ако се сетите на некоја неизина реплика или некоја неизино прашање кое што... Има многу, има и страшни, има и многу смешни. Не знам, особено ако е поврзано нешто со традиција, празник, нешто што во низиниот свет се уште не е поврзано добро и пробувам јас најпластично да ја објаснам, пример, не знам. Сега баш пред некој ден ме насмеа Зорица Црношија и текна на една шега. За 8 март нешто беше разговорот и таа ми рече среќен 8 Мартин. Керка ми се обрати така и јас реков не мама Мартин, не е името Мартин, тука 8 март. Па тука почна моабетот за зошто е 8 март, се празнува за жените и т.н. Има многу, не би можела сега вака да одвојам ништо, меѓутоа има и многу комични работи, тоа е веројатно и од татко и генетика. Има и многу екзистенцијални, некои длабоки кои што јас не знам ни од каде и доаѓаат, едноставно ги запишувам. Има и нормално детски наивни, така да очигледно има некој неизин свет кој што се надевам ќе си го гради и понатака. Го споменавте вашиот сопруг и споменавте дека на почетокот бил инволвиран во целото растење од како бебе, дали во текот на животот, во текот на детството исто и тој е присутен како татко? Да, на почетокот бевме баш договорени дека не сакаме помош од страна за да си го нели научиме што се вели секојдневието со неа како двајца родители. Беше логистика од старт за се што се вели бидејќи да, садови. И тоа се нормално низ текот на животот се случува. Еве јас на пример секој утро тој ја носи во училиште, јас ја земам бидејќи јас имам пофлексибилно работно време, односно можам да си дозволам да дојдам меѓу 3 и 3,5 да ја земам, така да тоа се поделени обврски. Јас сум повеќе за забавниот дел, односно настани, излегување и се. Тој повеќе е со неа дома или кога работат нешто, ако читаат или пишуваат заедно, бидејќи сега е во таа фаза кога почнува да пишува, прашува дали може да црта нешто, Покажува ли тоа, затоа што се почесто вакви примери на гостинки кажуваат дека таткото е 99% инволвиран сега со оглед на тоа што оди на работа. Зборуваме и за тој период додека трае породилното отсуство. Значи ли тоа дека како општество почнуваме да се менуваме со оглед на тоа што порано не било така во времето на нашите родители? Татковците биле надворешни соработници, би рекла. Нели тука некаде да се менува, меѓутоа жените се тие кои што треба да си признаат дека не можат сами и не треба сами. Значи, и не можат сме сами, да, апсолутно. Јас тоа велам кој сака како сака нека свати, меѓутоа не се работи само за дека потребно е село да се одгледа дете. Некогаш апсолутно му кажуваш на мажот, сопругот, партнерот што го да е, што треба да направи. Изводи го тоа, кажи му дека треба, затоа што забораваме некогаш дека некои луѓе немаат природна предиспозиција за да нели пофатат нешто кога се случува. Треба да ги водиш, треба да им дадеш насока. Некои природно го имаат, меѓутоа во ова што го зборуваме за мајките, не можеме сами. Апсолутно побарај помош, јави се, направи ми за јадење, дојди почувај. Буквално треба да си побараш затоа што нели никој нема да одбие. Јас имав прекрасно искуство првите 3 или 4 недели, моите другари од ретвитни оброк секој втор ден ми носеа готвена храна. За да не готвам. Често тоа беше као, вау, каква карма, јас готвев толку време за други. И сега кога најмногу ми треба, на вистина беше тоа баш она помош, така да секоја чест за помошта, ете тоа се вистински пријатели. Дали сте среќни како Надија расте во Скопје? Среќни ли сте што расте во еден голем град? Среќна сум што е во Скопје, среќна сум што е и во мојот роден град. Јас си ги покажувам местата, ја носам во чаршија, ја носам на водно, на кале, изборувам за градот кој што мене ми е нели роден и убав.
прашува зашто има толку ѓубре, гледа работи кои што не ѝ се допаѓаат, свесна е многу за просторот, меѓутоа јас сето тоа отворено и го покажувам дека е така сега, дека може треба да се смени, дека таа ако живее тука треба да го и таа да го промени со своите другарчиња во иднина. Многу сум реална со неа. До степен да си разговараме веќе за работите дека може да се промена, дека не било секогаш така. Гледаме стари фотографии, например, од мене, од не знам, баба, дедо, од градот. Сега баш бевме на Златно Славичи и кажував, мама, викам, ние со тете кога бевме мали, не носеше, викам, баба во универзална сала. И ја покажувам каде е универзална сала. Дека сега нема ништо од универзална сала. Да, само изгорено. Да, буквално моето детство јас го пресликувам, меѓутоа е со реалноста, не е веќе ништо исто. Не Да, и ние како, еве сега убаво ме потсети како ние всушност ја гледаме универзална сала, макар и сега, да, во ваква лоша слика, пак ја гледаме и емоциите ни се на тоа некое. Па јас тоа велам, мене градот ме колку и да ме нервира и ми е се ужаснувам од многу работи, мене ми е потпора и утеха бидејќи тука ми се сите спомени, тука ми е целиот живот. Јас сум тука родена, тука сум растена, тука ја растам Надја, тука и пружам се што имам. Како Надја го добива своето име? Се случи прво бевме во некаква збунка дали да биде некое име кое што е традиционално или да најдеме нешто ново, меѓутоа пресече тука мојот сопруг, бидејќи мојот свекор почина непосредно пред да дознаам јас воопшто дека сум бремена и првиот разговор меѓу мене и него беше ако е машко детето ќе биде по името на свекорот, ако е девојче барем да е првата буква. Да. И на Н беше, јас сакав Нела, Нала, нешто така и маш ми рече Надја, да биде Надја Џикова, бидејќи е презимето Џикова. Викам супер, и стои Надја Џикова, звучи викам како пианистка. Добро. Така си ја замислите како пианистка. Кој знае, може да ќе се спомне дека што не тргало. Што ќе биде или ветеринар. Што ми ликот? Не знам, да. Од каде презимето Голешка? Значи тоа е многу специфично, интересно презиме. Моето презиме баш сега тоа го раскажував пред некој час на моите ученици зборувавме за дијалекти, за промена на јазични состави и слично и генерално за македонскиот јазик, бидејќи нели тоа го предавам. И ме прашуваа за презимињата, зашто се на ски, на ик и така натаму, тоа го зборувавме од историја. И јас им раскажував за моето презиме. Моето презиме датира од крајот на 19 век, почеток на 20. Мојот прапрадедо се преселил од селото Голеишта, кое што веќе не постои. Се сели во Дебар, го задржува презимето. Презимето потоа добива машка, женска форма, Голеишки е татко ми, Голеишка сум јас. И еве стои колку 20-130 години го носиме презимето. Ајде, не гази времето, накратко сакам да поразговарам и за вашата мајка, да ја поздравиме вашата мајка и за вашето детство. Вие имате сестра? Да. Како го паметите вашето детство? Каква беше вашата мајка? Како таа ве растеше? Мајка ми или Леди Зага, ќе ја поздравам официјално во студио, е жена змај, рак во хороскоп, емотивец безмерен. Како ќерка ви? Да, и ќерка ми е рак, значи си ги родив, мајка, ќерка, тука сме. Безмерно посветена на семејството, на децата, на учењето, на се што носи животот да се издржи храбро, да се исплаче ако треба да се плаче, но и да се викне ако треба да се викне. Многу сум ми благодарна и неа и на татко ми се разбира, затоа што растев и Надја расте во многу љубов со нив, многу разбирање и да се ги поздравам вака официјално и јавно, затоа што ме изградиле мене ваква како личност и што за Надја се тука, при тоа како баба и дедо, а и тетката, односно мојата сестра Наталија, која што и таа е учителка, и со Надја, да, и мајка ми е учителка во пензија, сите сме просветители по некоја, не знам, природен тек на нештото. Да, генетиката си работела кај вас во секоја смисла на зборот. Дали како мајка се гледате себе си во вашата мајка? Апсолутно, ние сме копи-пейст и физички, секако јас коментари кога кажам, кога се смеам гласно, ја гледам мајка ми позади мене, ја гледам баба ми, буквално следот на жени се тие кои што стојат позади мене и јас сум за Надја исто така, така да тоа ќе се повторува веројатно, ќе се биде таков некој еден циклус, да, семен циклус. При самиот крај, многу брзо ми летна времето, имав уште многу прашања, ама се надевам дека ќе имаме можност и прилика и во некоја друга прилика да разговараме. Верувам дека ви беше интересно да зборувате за мајчинството, нешто што не сте го зборувале во јавноста, да се присетите на тие убави мигови и денови. И секако ќе ја поздравиме прекрасната Надја, една визија за нејзе на самиот крај, на порака до вашата ќеркичка. Која е вашата визија за неа?
Мојата визија е само нека биде здрава и жива и нека љуби се што љуби и што сака, да работи многу на себе и да учи и да не се плаши од ништо. Тоа би кажала, да. И би си ги поздравила моите колеги од гимназијата, бидејќи им реков ќе ве поздравам во етер, сите и жени и мажи колеги и моите прекрасни ученици. За нив исто сум многу благодарна, така да ете за сите деца би рекла што ги имам, баш тоа би им порачала. Одлично, Ана, убава порака. На самиот крај Мама Визија има свој мирис кој што се вика Фрида. Се надевам дека ќе ви се допадне, ќе ви го украси вашиот дом или однесете си го на работа ако сакате на катедра. Зошто па да не? Ми стои вака. Одлично ви прилега, тоа е цвеќарницата Фрида, доколку не ја знаете, топло ви препорачувам, го има најубавото цвеќе, најубавите аранжмани во градот. Многу ми беше драго што ве има во Мама Визија, верувам дека убаво си поминавте и верувам дека и од другата страна оние кои што не гледаа си поминаа убаво во нашето друштво. Знам дека и оваа приказна ќе ви биде инспиративна и знам дека по овој разговор ќе посакате да прочитате некоја книга или да си купите некоја сликовница од Ана. На самиот крај ќе им се заблагодарам и на бутик Дона кои што се грижат за мојата облека. Ви благодарам многу на сите што погледнавте уште една Мама Визија.